Добре, крипто ентузијасти, како што ветивме денес, ќе поразговараме малку повеќе за BNB, односно тоа е governance токенот на Binance. Знаете и сами, Binance е најголемата централизирана берза, централизирана менувачница за криптовалути, со тоа што денеска ќе го обработиме низиниот governance coin, како дел од нашиот проект за топ 100 коини, во кој што ќе поразговараме за стандардните теми, кои што може да ги погледнете на оваа страна. Значи, ќе поминеме преку сите овие теми, ќе поразговараме што представува, која е неговата нормална апликација, практична примена, конкуренција и слично, потоа roadmap, што се очекува од него следно, зрелост на пазарот и активен roadmap односно во однос на тоа што сака да развие следно во својата технологија, техничка анализа, стандард во однос тоа во кој дел се наоѓа од циклусот, фундаментална анализа во однос на вести и партнерства и поврзано со кривични и судски случаи, токеномија, стандардна работа исто така, тип на блокчейн, залиха, колку од залихата на пазарот и децентрализација во однос на неговите новчаници кои што моментално го држат, со тоа што не секогаш одиме точно по сите овие точки, но гледаме сите овие да бидат опфатени во нашата анализа. Знаете дека секој од нив е различен и затоа не можеме секогаш да одиме точно според сите овие точки како што ги гледате овдека, како и да е како се движиме, така и ќе разговараме која од овие точки моментално разговараме. Сега првенствено овдека, значи нема да разговараме директно за апликацијата, туку ќе разговараме малку за историјата, па ќе преминеме на апликација и која е неговата поента зошто истиот постои. Значи самиот BNB првенствено нема свој чейн, истиот започнува како ERC20, односно Ethereum токен, со тоа што од 2017 година конечно самиот Binance фактички финансира за правење на сопствена мрежа. Со тоа што ќе поразговараме малку за сопствената мрежа во следните слайдови. Сега ќе разговараме генерално за неговата историја малку. Со тоа што од 2017 па навака преку ICO, односно Initial Coin Offering, прават депонирање на овие BNB токени за прв пат на својата BSC, односно Binance Smart Contract, тоа е фактички новиот блокчейн кој што го прават, со тоа што и самите креираат фактички блокчейн кој што е smart contract compatible, односно е и самиот по себе сега веќе моментално има свој тип на токени, односно BEP2, тоа се уствари типот на токени кои што ги имате на BNB Beacon Chainот, односно тоа е BSC фактички. Иако се два различни, сега нема да комплицираме, работава е да се даде основно познавање. Со тоа што гледате и сами дека уште во тоа време, значи се правил BNB самиот токен првиот постои на ERC20, а потоа истиот бил заменет со цел да може да го добиете на новата мрежа, односно на BSC мрежата, и како што кажаме, моментално самиот Binance преку BSC постои, значи, компатибилност со Ethereum, зашто ќе поразговараме малку подоцна, но моментално исто така имаат и smart contract capability, со тоа што во оваа ситуација значи ќе може да се развиваат нови проекти, исто така и за ова ќе поразговараме малку подоцна, како и да е, значи моментално BNB самиот по себе представува своја мрежа, smart contracts capable, значи може да се крадат токени на истата, и дополнително истата е POS, односно че самиот BNB Smart Chain е Proof of Stake, со тоа што ќе објасним малку подоцна точно каков тип на Proof of Stake, односно Delegated Proof of Stake станува збор, со тоа што ваквиот Proof of Stake, значи, како што знаеме и сами, троши многу мала количина на струја и истиот самиот по себе има доста голема брзина, со тоа што работи со нодови, не се потребни мајнери. Сега, во однос на тоа како истиот го прави фактички она што моментално го прави, односно како самата мрежа воспоставува security, брзина и слично. Значи, на оваа слика така речено објаснето, разликата, знаете како, самиот BNB, односно BSC, фактички се нарекува чейнот на кој што се наоѓа BNB токенот, е POS, но има само 21 валидатор, што го прави доста централизиран, а во исто време, за разлика од тоа што е централизиран, па и е многу брз. Значи, тоа е она минус и плюс која што мора едноставно, како што се сеќавате на скалилото на три различни квалитети на еден блокчейн, значи истиот дали е децентрализиран, дали е сигурен и дали е scalable, односно во ситуацијата исто така спаѓа и брз. Со тоа што овдека Binance самиот по себе жртвува на децентрализација, со тоа што има само 21 валидатор, а за тоа добива на брзина и на некој начин сигурност, со тоа што
Значи, само топ 21 валидатори кои што поседуваат најголема количина на BNB, затоа што мора да поседувате BNB, исти да ви бидат ставени на стейк со цел да станете топ 21, да речеме. Значи, вие не мора да ги поседувате сите. Туку затоа и се нарекува Delegated Proof of Stake. На овие 21 имате огромен број на луѓе кои што ги стейкаат своите токени, односно коини во оваа ситуација BNB, и ги даваат фактички како стейк на овие 21, со цел на истите да има возможност да имаат поголемо количество на Binance BNB токени, со цел да им биде дадено, затоа што само на 21 топ 21 валидатори им е дадена шанса да учествуваат во мрежата на осигурување и запишување на трансакции, со тоа што повторно е тип на лотарија, тоа кој од овие 21 ќе му биде дадено право да ја запише трансакцијата, но како што кажавме, значи не мора да имате огромно количество на Binance токени, на BNB токени за да бидете фактички дел од оваа стейкинг мрежа, доволно е вашите да ги делегирате на некој од овие топ 21. Сега, значи како го прават ова и зошто го прават ова? Како што кажам, уште на самиот почеток, Binance, односно BNB, почнува како ERC-20 токен на Ethereum мрежата. Со тоа што сваќаат дека моментално најголемиот проблем на Ethereum е што не може да направи scalability и има премногу, значи scalability затоа што е премногу бавен и затоа што неговите трансакции коштаат премногу пари. Така да поради овие две причини, Binance прави еден многу добар потек, а тоа е прави копија преку fork на Ethereum блокчейнот и истиот го прави POS, уште многу пред Ethereum да стане POS, со тоа што практично колку паметно е направено тоа. Ваквиот форк, односно ваквиот копиран фактички Ethereum со одредени мали измени, блокчейн, дозволува многу од проектите со многу мал напор и со многу мала промена на кодот од ERC-20 да станат BEP-2. Зошто е тоа така? Значи тоа го прави со две причини. Првата причина е затоа што најнаш вие сте направиле POS блокчейн кој што е многу сличен на ERC-20, нели, Ethereum блокчейнот, со тоа што дозволувате фактички на многу од овие проекти можат да се префрлат од Ethereum мрежата многу едноставно на Binance мрежата, а второ, значи има уште побитна причина да го направат тоа, зошто? Затоа што моментално многу поевтино е да правите трансакции и да работите на Binance и многу побрзо за разлика од Ethereum. Знаете, сами 15 трансакции во секунда е многу мал број, со тоа што Binance го има оној стандарден број на трансакции во секунда на POS блокчейн. Значи, со тоа што сега моментално ќе поразговараме околу брзината подоцна, сега не сакам да зборувам за тоа, затоа што и моментално Binance развива ZK BNB rollups, кои што се многу битни, кои што се дел од rollup-от, затоа нема да разговараме за брзината, но е многу побрз од стандарден, нели, во тоа време Proof of POW, односно Proof of Work блокчейнот на Ethereum. Со тоа што, каде е тука сега проблемот? Најнаш кога имате ситуација кој што имате блокчейн кој што е многу близок до Ethereum, имате еден куп девелопери кои што знаат да работат на овој блокчейн, така знаат програмскиот јазик и се што може да го користите и на BSC како BEP-2 токени. Проблемот е што кога имате, прост пример, значи буквално интересна работа. Една трансакција на Ethereum кошта од 3 до 50 долари, што се уште не е подобрено, значи до ден денеска, иако е POS, се уште оваа трансакција е прилика, знаете и сами дека не е подобрена цената на трансакциите. Додека за разлика од тоа, на Binance може да имате и 100 трансакции и повторно ќе кошта помалку од 1 долар се до тоа. Значи толку моментално се користи фактички Binance многу, што поради оваа причина, затоа што имате близок и многу сличен блокчейн како Ethereum, имате и огромен број на скем проекти кои што се појавуваат на BSC, нели, блокчейн, затоа што знаете сами дека многу едноставно да се направи блокчейн проект овие денови, со тоа што ова беше претежно за претходниот bull market и, нели, да речеме 2017, 2020, 2021, не можеме да знаеме како понатаму ќе се одрази се тоа, затоа што знаете сами дека Binance самиот по себе се надградува постојано. Но пак ќе кажам, тоа е проблемот што овдека не може да имате скем проекти кога една трансакција е 3 до 50 долари. Значи на тие што ќе сакаат да направат скем нема да им се исплати да направат блокчейн кој што е толку скап. Така да во оваа ситуација многу повеќе на пример би биле примамливи да го направат тоа на Binance. Затоа што знаете и сами дека Binance има свој екосистем за кој што ќе поразговараме малку подоцна, кој ќе разговараме за нивната платформа. Сега, зошто постои зборувам Binance? Значи BNB токенот самиот по себе постојат два битни токени на Binance меноджерите. BNB кој што е governance токен и кој што се користи за плаќање на fees. Затоа е BNB толку битен. Значи BNB исклучиво се користи за плаќање на fees на Binance.
Со тоа и самиот по себе е исклучиво битен за Binance менувачницата. И BUSD, кој што користат само како pegged долар токен, кој што има за цел да служи на Binance менувачницата како противтежа за тргување, односно стейблкоин врзан со цената на долар. Со тоа што знаеме и сами дека пред некој време ќе објавиме тоа во вестите, значи Binance исклучиво прима BUSD како стейблкоин со цел за тргување на нивната менувачница, ќе поразговараме за причините малку подоцна. Значи моментално таа е ситуацијата со која што Binance се обидува што може повеќе да одземе од екосистемот на Ethereum. Сега, генерално, значи како што кажаме и сами, апликацијата на овој токен е исклучиво governance токен и ви дава многу, сега ќе поразговараме кои точно да речем бенефиции ви ги дава, но тоа е главната работа која што ви е битна кога го имате овој токен. Ви дава бенефиции на оваа менувачница. И пред да продолжиме понатаму морам да напоменам. Governance токените, без разлика кои и колку се добри и како изгледаат, се врзани со судбината на менувачницата. Што се случи со FTX? Во моментот кога пропаѓа менувачницата, автоматски пропаѓа и токенот. Така да, доколку се најдете во ситуација да имате некаков тип на токен кој што е поврзан со менувачница која што во моментот пропаѓа, мој совет е оддалечете што можете повеќе, ако успеете да го продадете го, затоа што тоа е првиот токен кој што страда за секоја негативна вест на менувачницата и обратно добива на моќ за секоја позитивна вест за менувачницата. Така да имајте го тоа превид, ваков тип на токени и коини се исклучиво врзани со судбината на менувачницата. Сега, во однос со тоа, кои се другите проекти кои што му се конкуренција и дали постои апликација која што во редовно се може да го замени? Не, затоа што знаете, и сами овој governance токен, значи нема друго нешто што може да го искористите, затоа што и самиот Binance кога правите трансакција, фактички дел од вашата трансакција ја претвара во BNB и на тој начин плаќа. Значи вие кога да речем префрлате, прост пример, префрлате на пример Ethereum надвор од Binance менувачницата, вие плаќате во Ethereum, но повторно фито секогаш се трансферира во BNB и како такво фактички, значи затоа што платформата на Binance исклучиво зема фи во оваа ситуација во BNB на крај. Значи тоа е поентата на BNB токенот. Со тоа што она што сакам да ви го покажам моментално, значи да погледнеме дали има некој што има слична конкуренција со Binance. Значи Binance е моментално не најголемиот, убедливо најголемата менувачница, после со падот на FTX. Нема ништо нема ниту блиску до Binance. Сега ќе ви објаснам зошто. Coinbase е следната најголема, која што има 2,5 билиона моментално, нели, во 24 во 24 часовна трговија има 2,5 билиона долари, додека Binance има 10,5. Ова е само на дневно ниво да видите колку е надмоќна над сите други. Значи надоле веќе не мора да прегледувам. Binance секогаш, барем до сега, била убедливо прво место. Тоа е во однос на секојдневното користење нели на коини, токени на трговија и слично. Не заборавајте, BNB е битен поради фисот на платформата. Така да во оваа ситуација, колку поголема трговија, толку повеќе се користи самиот BNB. Имајте го тоа превед. Следно, да видиме според блок, затоа што рековме дека самиот има свој екосистем. Така, значи BNB, односно BSC блокчейнот има свој смарт контракти и BNB чейнот, значи во оваа ситуација овој екосистем е трето место по екосистеми по market cap и тоа вториот нема да го земеме во превид затоа што станува збор за смарт контракт платформи. А смарт контракт платформи во оваа ситуација се уствари генерално поставени нели заедно сите кои што досега моментално постојат на пазарот, со тоа што ако го иземеме ова, затоа што ова е категоријата на смарт контракт платформи, значи е второ место одма после Ethereum и како што можеме да видиме е убедливо, значи убедливо голем во оваа ситуација, иако е два пати помал од Ethereum, за разлика од другите кои ќе погледнеме е барем по 20 билиони над нив и тоа како екосистем. Додека ако станува збор за значи вака сега, самиот BNB екосистем го отворив за да погледнете што уствари се поседува, значи толку е голем и толку е битен BNB екосистемот што сите гледате, значи прво самите стейблкоини имаат своја верзија на овој екосистем. Значи овде кога што го гледате уствари RAP верзија која што е бридж направена, значи фактички овие коини постојат и на самата BNB мрежа, како што кажеме, а самите може да погледнете дека многу од овие коини се ERC20 токени, како што е Uniswap, како што е Polygon, како што е Doge,
Така да во оваа ситуација, она што сакам да ја покажам е дека најголемите проекти и самите по себе веќе има направено бридж, односно конекција до BNB, поради тоа што овој екосистем е исклучиво голем. Значи тоа може многу да ви каже колку е битен Binance самиот по себе во крипто пазарот моментално, посебно како најголема менувачница која што моментално постои. Со тоа што гледаме, значи во централизирани менувачници, како и во токени на било каков тип на менувачници, значи убедливо е прв. Со тоа што има 41 билион, после овај OKX менувачницата со 8,8 и на централизирани веќе да не разговараме истата ситуација, со тоа што имаме мала промена надолу, но како и да е. Според менувачници, ова е најголемиот governance токен кој што постои. И тоа 4 пати поголем од неговата, да речем, второ место коин кој што го гледавме, оној OKB. Така да, во оваа ситуација гледаме дека самиот по себе, ако веќе гледаме за конкуренција, немаме што да гледаме. Значи, како менувачница, секогаш бил убедливо најголем на светот. FTX со помош на сите гангстери во Америка и Америка самата не успеа да стигне ни блиску до она што Binance го постигнал сам. Со тоа што една уште многу побитна работа, ако мене ме прашувате, е тоа што Binance самиот по себе нема никаква врска со Америка, со причина, значи знае добро за што станува збор, за да не се најдете во ситуација како што се најде Ripple. Binance тоа многу паметно го направил, односно доколку сакате да тргувате како ситуацијата на Binance, истиот направи посебна платформа која што не е директно поврзана со Binance, наречена Binance.us, и таа функционира на територијата на Америка, додека Binance ниту сака нешто со Америка, ниту пак комуницира со Америка, ниту пак има некаков тип на трговија со Америка. Доколку сакате да тргувате од Америка на Binance, мора да користите, нели, променен IP адрес и слично, но како и да е, нели, да не налегувам тоа. Поентата е, како што кажав, дека самиот Binance како најголема менувачница не е никако поврзан со американците, а тоа е многу добро. Сега, како што кажавме, нема ништо од реалниот свет што може да го замени. Пред да разговараме понатаму за roadmap, сакам да ви покажам што се има Binance и зошто е толку голем на пазарот. Значи, како прв на пазарот, истиот на некој начин нема каде го нема. Значи, тоа е на некој начин, сега повторно, нема да се површи, јас не го фалам Binance моментално, не само ви кажувам колку е голем и што се може да најдете на овој конгломерат. Со тоа што како таков е незаменлив во криптомрежата моментално и поради тоа, значи, гледате како, тоа е напоредно. Колку е поголема менувачницата, каде што потекнува governance токенот, толку повеќе и governance токенот ќе биде вреден. Значи, тоа можеме да го видиме на самата цена на BNB, која што е најдобар моментално по перформанс коин во овој bear market. Значи, ќе покажеме малку подоцна на самата техничка анализа, но успешноста на Binance, дури и во овој bear market, е основниот катализатор на цената на BNB да не направи огромна корекција. Моментално е најдобар по корекција, подобар дури и од Bitcoin. Значи се нема коригирано. Ќе објасниме, тоа е поврзано и со burn механизмот, но ќе стасаме од тој дел. Прво да покажеме зошто, значи Binance како таков е толку голем и што се има моментално. Ако сте погледнале кај до платформата, сигурно сте запознаени, ако не, ние кратко ќе објасниме. Со тоа што сите овие работи се поврзани со BNB, со оглед на фактот дека значи фисот се плаќаат во BNB. Значи, имаат свое NFT marketplace, кој што потекнува веќе повеќе од една година. Јас бев кога го отвори, година или година и пол, така нешто, и гледаме дека моментално најпознатите брендови може да ги најдете, како што е Mutant Ape Yacht Club, како што е CryptoPunks, значи гледате овде дека имаме огромни колекции кои што моментално може да ги најдете на самиот Binance, со тоа што гледате. Значи, буквално имате во целата колекција, гледајте колку само CryptoPunks моментално се продаваат, така, како прва колекција толку битна. Сега, тоа е NFTs. Значи имате NFTs каде што повторно фисот се плаќа во BNB. Значи се зголема вредноста на BNB. Следно, имате во оваа ситуација имате Binance Pool, каде што за одредени proof of work коини кои што се уште постојат, вие можете вашиот hash rate, фактички вашиот майнер, да го приклучите на Binance Pool-овите, каде што гледате, имате значи имате за Bitcoin, за Litecoin, за Ethereum Cash, за Zcash, ако не се лажам, ова е Ethereum POW, се уште оно што постои. Како и да е, значи гледате, може да се приклучите на овие пулови, доколку не сакате да правите свој, каде што дополнително ќе делите дел од наградата која што Binance моментално, затоа што самите по себе гледате имаат свој POW mining фарми, очигледно. Потоа имате Binance Liquid Swap, каде што фактички може да знаете оние пулови за кои што разговаравме, пул во кој што имате два коини, кои што фактички, ако се сеќавате, ова беше уствари
кога ви објаснувавме како функционира една децентрализирана менувачница. Доколку не сте го погледнале, погледнете го видеото за Uniswap, каде што објаснуваме што уствари представуваат овие пулови, каде што вие фактички донирате, да речеме, еден или два од овие токени, кои што потоа, значи, представува ликвидити на овој пул, и за секој swap кој што моментално ќе се направи од овој пул, вие добивате фактички дел од ова фи. Со тоа што гледате, имате yield rewards на годишно ниво е 2,20 до 2,8 во однос на тоа кој пар ќе оставите, и тоа има некои со добри пари, како што е Bitcoin BUSD, каде што плаќаат 13%, Bitcoin USDT 14,7%, но мора да ги држите вашите средства во овој пул заклучени со цел да го добиете ова на годишно ниво. Сега, значи повторно ти кажам, знаете и сами дека уште еднаш ќе напоменам, наградите на централизираните менувачници се многу големи, но и ризикот е многу голем да, доколку се случи било што на менувачницата сама по себе, овие награди нема да постојат затоа што вашите токени нема да постојат. Најголемиот ризик што го имате за чување на коини и токени на централизирана менувачница е тоа што не се во ваши раце. Тоа е исто како да чувате пари во банка, истата ситуација е и чување на пари во менувачница. Зошто е тоа така? Затоа што ако пропаде менувачницата, ако пропадне банката, вие нема да добиете ништо. Со банките може би ќе добиете со оглед на фактот дека во денешно време постојат закони со кои што вашите депозити мора да бидат осигурени до одредена количина, за разлика од тоа менувачниците се уште не се во таков тип на заштита законска, така да рачунате дека нема да добиете ништо. Може би ќе добиете после некоја долга судска постапка, како што е на пример ситуацијата со моментално големата менувачница која што пропадна 2014 година, нели, Mt. Gox. Така да имате го тоа превид, ризикот постојано стои дека иако се големи наградите, голема веројатност дека може да изгубите вашите токени доколку се случи нешто на оваа менувачница. Знам дека кога стейкате или кога, нели, ги користите стейкинг опциите од вашите hard wallet-и, се многу помали наградите, затоа што тоа се награди кои што ви го дава директно чейнот на кој што стейкате. Барем знаете дека се во ваши раце и наградите и токените и ништо не може да им се случи. И уште една битна работа, гледате, reward даваат во BNB или Bitcoin. Вие бидете што уствари сакате, reward даваат во BNB. Значи, вие фактички ги ставате овие две валути, а наградата ја добивате во BNB. Така, зошто е тоа така? Затоа што функционира моментално со ваков тип на governance токен самата Binance менувачница. Така да ако направите ликвидити, ако им, нели, овозможите ликвидити за оно што им е потребно на менувачницата, ќе добиете ваков тип на награда назад. Binance Earn, ова е стандардната нели стейкинг опција која што има Binance, затоа и реков. Во однос на тоа што им е потребно моментално, затоа што и они ги користат овие токени да направат нешто со нив. Може да добиете неверојатни, значи награди, неверојатни 45% моментално ако ги ставите на 90 дена вашите Axie Infinity токени. Така. Но 90 дена овие токени се заклучени и ако ги извадите претходно, целата награда ви ја одзема. А дополнително на тоа да не заборавиме дека ако се случи нешто на менувачницата, може да заборавите и на вашите токени и на наградата и на се. Ќе напоменам уште еднаш. Знам дека е многу привлечно кога ќе видите овие награди, затоа што некојаш има неверојатни награди како оваа од 45%, скоро 18% за тоа е одлична награда. Но уште еднаш ви кажувам, внимавајте, може да ги изгубите и да не добиете ништо. Една интересна работа која што од мене, например, ми се допаѓа многу и ова е на некој начин и одговор на едно од прашањата кои што ги имавме за пресейл токени, во однос на тоа каде би нашле, да речем, некои соодветни токени кои што имаат пресейл опција да купиме пред истите да бидат ставени. Фактички, оние кои што сакаат да учествуваат во ICO, односно Initial Coin Offering. Сега, ова е одговор фактички на прашањето кој што го постави Сашко Митковски, во однос на, нели, каде можеме да најдеме ваков тип на проекти. Значи, јас реално ICO, прво, вие треба да бидете, значи, за да учествувате во еден соодветен ICO, зборуваме за оние топ проекти, за жал, најчесто истите се одвиваат многу далеко од наши раце и тоа се одвива по приватна понуда. Значи, вие фактички треба да добиете приватна понуда за да бидете дел од еден ICO, а тоа се случува најчесто ако сте accredited инвестор. А меѓу нас не верувам дека има такви, со оглед на фактот дека, нели, accredited инвестор прво представува лице кое што поседува повеќе од $2 милиона или пак кое што има, нели, се сеќавате, она ви го објаснував, на пример, имаше момент каде што го објаснував тоа за accredited инвестор,
Значи, верувајте ми, огромен тип на пари станува збор. Не е само тоа, вие треба и да бидете регистрирани како кредитен инвестор во Америка, затоа што најчесто ICO се случуваат таму. Така да најблиску до тоа што можев да најдам за, да речем, обисни смртници како нас, тоа е Binance Launchpad програмата, затоа што како најголема платформа, моментално Binance нуди и најголем избор, да речеме, на потенцијални проекти, затоа што знаете и сами дека овдека би дошле потенцијалните проекти со оглед на фактот дека е најголем. Сега, како може да учествувате во однос на прашањето? Значи, многу едноставно на Binance се прави со тоа што на било кој од овие проекти кои што моментално се завршени, но кога има нов проект ќе биде во овој Binance Launchpad. Значи, може да го најдете во Earn и може да го најдете кога ќе дојдете во Launchpad, оваа ракета овде. Дори ако имате апликација, најдете ракетата. Значи, ракетата, тоа лого е Binance Launchpad. Каде што ви е потребно или BUSD или BNB, кој што може да го заклучите на некој од овие проекти за одреден период. Значи, пишува колку време трае, гледате, значи пишува до кога истиот ќе биде завршен, со тоа што скоро на дневно ниво вие добивате фактички, нели, во однос на тоа колку ќе ставите, нели, како стейк, вие фактички го стейкате она што го имате, да речем, BUSD или BNB во име на овој проект, со цел да добиете награди. Со тоа што на крајот вашите што и да сте стейкале ви го враќаат, да речеме сте стейкале 2 BNB, истите ги добивате назад и добивате награда во одреден токен кој што моментално го има, нели, како награда за овој фактички проект. Со тоа што гледате и сами, Степен беше на лаунч програмата, на лаунчпадот на Binance. Значи, на пример, тоа би ви било баш добра инвестиција со оглед на фактот дека и јас имам малку BNB, немам многу. Значи, имам малку BNB кој што ми моментално ставен на Volt, ќе поразговараме за тоа поратаму, но е истата ситуација. Значи, фактички јас на некој начин неутрално учествувам во овој Launchpad, со тоа што може во било кое време да заклучите токен и да добиете некој од овие фактички токени назад, тоа што гледате дека има многу фудбалски клубови кои што моментално го прават ова преку Binance Launchpad-от, така да тоа дополнително помага. Гледате Барселона, Лацио, еден куп. Така да, вака изгледа, значи кога ќе влезете внатре, гледате. Например, сте можеле да фактички започнете уште од само да погледнам дали е така. Да. Само да видам. Од 3-2 до 3-9. Не би требало да е така. Не, ова е кога е calculation период. Значи, фактички, сега не знам кога започнал, тоа е проблемот што дека не пишува кога започнал, значи вака изгледа прилика. Гледате. Значи, моментално можеме да видиме дека биле понудени 420 милиона токени на Степен, со тоа што, значи, минимум кој што би било потребно за да вложите 0,1 BNB, и, значи, ево, прилика за 0,0002514 BNB би добиле еден Степен токен. Така да во оваа ситуација пишува и колку ствари биле внесени, колку биле дадени, со тоа што гледате и сами, дека фактички од кога ќе заврши ова, добивате овој период во кој што се пресметува и на вашиот акаунт во Binance ќе добиете одредена сума на овие токени. Ќе ви се појави буквално на портфолио, значи кога ќе отидете на вашето портфолио, ако сте ставиле да речем на било кој од овие лаунчпади, ќе ви се појави токенот како награда. И тоа ако не се лажам на дневно ниво се надградува. Со тоа што имате и втора опција, тоа е BNB Vault. BNB Vault ви дозволува да го заглавите да го заклучите на дневно ниво вашиот BNB, со тоа што истиот добива 0,35% годишно камата, но може во било кое време да го извадите. А дополнително што е добро за BNB Vault е тоа што фактички вие им го давате BNB на заем на самиот Binance, со тоа што може во било кое време да го извадите назад, затоа и каматата е толку мала, но во исто време се додека е ставен во BNB Vault, вие фактички добивате и Launchpad награди. Во превод, исто како да сте учествувале на сите лаунчпади, се додека вашиот BNB стои во Vault. Значи добивате соодветен процент од сите лаунчпади кои што моментално се активни на BNB. Не мора да го правите тоа на секој посебно, може да ставите во Vault одредена сума на BNB и се додека има нови проекти, автоматски добивате и награди во ваквите проекти. Така да, тоа е едно од подобрите работи, затоа ви реков, BNB има доста опции кои што може да ги користите на нивната платформа и затоа нивната платформа е главното место каде што може да направите профит од поседувањето на ваквиот токен. Така да, затоа и реков, значи е доста ограничен за нивната платформа, но на нивната платформа е доста профитабилен да го имате и ќе напоменем уште еднаш, поседување на ваков токен и надвор од оваа платформа нема да ви помогне доколку платформата пропадне. Така да имајте го тоа предвид, добар е да го имате, и јас имам, например, некој BNB,
Значи тоа е чисто заради нели трейдинг физ и такви работи, но тоа е чисто за да ми помогне со работата на Binance затоа што ви нуди дополнително намалување на фито кога фактички поседувате Binance, а тргувате на истиот. Така да, мој совет не мора да ви имате Binance, доволно е да имате во однос на онаа менуваче за кој што користите, најчесто ваквиот тип на governance токени ви нуди некои бенефити. Мора да седнете да погледнете кои се, но тоа е најдобриот момент кај што можете фактички да го поседувате. Што е неговата главна цел, главна идеја зашто постои. Сега нормално да гледате, Binance има своји бенефити кои што ги добивате доколку фактички го користите овој BNB токен. Во однос на активен roadmap. Значи, сакам да разговараме за активен roadmap затоа што овде ќе имаме една многу интересна работа, со тоа што значи знаете и сами дека моментално BNB до пред еден месец по број на wallet-и го престаса Ethereum. Што значи дека моментално според број на активни корисници на блокчейн е првиот по големина смарт контракт платформа. Значи прва по големина. Така да тоа е доста голема работа за Binance и нели сега мене некој начин ме радува иако не сум поврзан директно со нив, но сега за сега Binance е позитивен играч на сферата иако е моментално конгломерат и тоа е страшно со оглед на фактот дека го има најголемиот приватно поседуван wallet на биткоин и истиот би бил проблем ако дојде ред да се продаде, но сега за сега Binance и FAT и се значи успеа да побие браво. Секоја чест. Секој bear market прво што напаѓате Binance и секој bear market Binance останува и Binance е се уште овде, дури и после последниот bank run, Binance се уште е овде без никаков проблем. Ништо не му се случи на Binance. Така да сега за сега браво на дечките за че стварно се држат. Сега, оно што сакам да ви го покажам овдека е дека моментално на нивниот главен roadmap е дека направија sidechain на BNB кој што е моментално активен и моментално се обидуваат да ги активираат ZK rollups на BNB. Имаат и свој Binance Oracle, кој што е премногу мал, значи ја не можеме да го најдеме на листата, но како и да е, тоа е добро со оглед на фактот дека нема да зависат исклучиво од Chainlink, а знаете и сами дека колку по-независни сте од останатите, толку по-недопирливи сте, што моментално Binance го докажува. Значи тоа сега да ви го покажам. Тоа што моментално се држа подалеку од Америка е со причина. Значи Америка оддамна се обидува да го уништи Binance затоа што тоа е сила која што Америка не може да ја допре, затоа што не се наоѓа во Америка. Не е на нивно законодавство. До пред некој време Binance немаше ли своја канцеларија, сега мора да направат на Кајманските острови, че мора да имаат затоа што ги принудува, едноставно им кажа да го не направите централизирана канцеларија, нема да добиете на пример, ќе ви откажеме да не може да работите да речем Велика Британија, да не може да работите во Франција и слично, така да мора да го направат тоа, но тоа е главната причина. И сега ќе поразговараме и за тоа веднаш, само сакав прво да го спомнам ZK BNB, односно ако се сеќавате го спомнатме и во Ethereum. Значи ZK Rollups или Rollup солуции представуваат групирање на sidechain, значи фактички имате Layer 1, Layer 2, значи на Layer 2, односно на самиот sidechain, фактички вие групирате огромен број на трансакции, кои што ги вршите овие компутативни дејства надвор на Layer 2, со цел да не го значи, пренатрупате Layer 1 или самиот BSC, со тоа што во оваа ситуација кога ќе добиете одредена група на трансакции која што вие затворена на некој начин, таа е големината на трансакции која што ви се потребна, правите еден рола и истиот го запишувате како една трансакција на Layer 1 солуцијата. Иако ова е oversimplification, значи ова е на пример само да го објасниме генерално како тоа изгледа, че тоа е идејата на rollup, со тоа што како Ethereum, така и Binance се труди ZK BNB да биде целосно активен и да биде нели во корист во текот на оваа година, со тоа што проблемот од каде доаѓа. Проблемот доаѓа затоа што станува збор за огромен број, значи вие за да дојдете до ситуација да имате прво место по wallet-и, тоа значи дека има огромен број на трансакции кои што моментално се случуваат на вашиот блокчейн. А колку повеќе се случуваат на вашиот блокчейн, толку повеќе вас ви е битна брзина и scalability. Затоа и овие ZK BNB целосно ќе го решат овој проблем со тоа што значи вие фактички поголемиот дел од пренатрупаноста на блокчейнот ја решавате на Layer 2 солуцијата, која што е ZK BNB, и откако ќе биде решена поголемиот дел од него го запишувате како една трансакција на BNB, на BSC фактички блокчейнот и на тој начин не го пренатрупувате. Сега, од каде потекнува ова? Вели, на дневно ниво има 815.620 wallet-и
кои што активно работат од прилика на BSC. Со тоа што вели некогаш на ден има и повеќе од 3,5 милиони трансакции на BSC мрежата. Значи од овде потекнува целиот овој проблем. Со тоа што значи само сакам да покажам како изгледа моментално брзината која што очекуваат. Значи брзината која што очекуваат ќе биде страшна. Еве гледате, значи има некои дополнителни работи како што нели. Знаете и сами дека Layer 2 солуцијата ќе има истиот security кој што го има и Layer 1, односно тоа на некој начин дополнително помага, нема да има никаков проблем со обезбедувањето. Имате instant, almost instant комуникација помеѓу Layer 1 и Layer 2, односно нема да има проблем со никакво запишување на трансакциите. Сега, сакам само да ви кажам како, само да видиме каде точно изгледа што. Вака. Значи, доколку и кога конечно ќе бидат активни ZK-BNB rollups-от, значи, пазете го, ќе може да направи сапорт на повеќе од 100 милиони адреси во ист момент и ќе има повеќе од 10.000 трансакции во секунда. Значи, BNB, BSC блокчейнот, односно BEP20, нели 2.20, тоа е уствари токенот кој што моментално го имаат, ќе работи со брзина од 10.000 трансакции во секунда и ќе има значи 100 милиони адреси, 100 милиони новчаници ќе може во исто време да работат на овој блокчейн, што е огромен напредок. Затоа и велам, значи ако успеат тоа да го направат, тоа ќе биде доста добро за нив и се надевам дека ќе успеат, затоа што на крајот од денот повторно сите зависиме од овој успех заедно. Значи нема логика еден проект доди надоле, еден проект доди нагоре и ние да се радуваме на тоа. На крајот од денот и да не сте инвестирани во BNB, него менува фактот дека BNB моментално работи на подобрување на целата криптосфера, со тоа што се обидува да го подигне нивото на технологија до каде што сме стигнале. Затоа што се уште не постојат rollups кои што активно се користат, значи сите моментално работат на нивно развивање. Така да поради оваа причина јас се радувам ако успее било кој од нив прв да го направи, без разлика дали Ethereum или BNB. Дури да не поседам BNB во моментот, нема да ми биде проблем. Само нека оди технологијата напред, затоа што тоа ќе помогне на сите други проекти да го следат овој пат. Сега, ако се сеќавате, на 6 септември 2022 година имаше момент во кој што Binance рече дека ќе направи аутоконверт на сите други стейблкоини во BUSD. Зошто е тоа така? USDC поседувано од Circle моментално е онаа валута која што се верува дека ќе стане главниот значи CBDC проект на Америка и наместо да прават нов, само ќе го прифатат USDC како CBDC проект на Америка. Тоа значи дека доколку ваков тип на стейблкоин се најде на вашата платформа, голема веројатност е дека истиот ќе биде изманипулиран за да ја нападнат. Со оглед на фактот дека Binance има голем проблем со Америка, значи затоа и оваа промена на сите стейблкоини на својата платформа во BUSD, со цел да се заштити од потенцијални напади од стейблкоини кои што се директно контролирани од Америка. Значи доларот е американска резервна валута. Крај на муавето. Иако е светска, поседувана од Америка. Што значи дека секаков вид на манипулација на ваквите стейблкоини може да биде направена, затоа што Америка го има ексклузивното право да им каже смеете или не смеете да работите со, пример, нашиот стейблкоин. Замислите утре ако каже, знаете што, USDC не смее да постои. Тоа значи дека најнаш ќе имате огромен бран на повлекување на USDC со цел да бидат конвертирани назад во долари, затоа што иначе ќе ги изгубат, така. Така да во оваа ситуација ќе имате огромен удар на Binance, да речеме. Затоа и многу паметно го направија тоа. Со оглед на фактот дека BUSD е направено од компанија која што не е директно зависна од ако не сажам беше Paxos, не е директно зависна од Америка и на тој начин се заштитени самите себе си да не им се случи ваков тип на напад кој што очекуваат да се случи, со оглед на фактот дека Америка оддавна сака да го направи ова на Binance. Знаете и сами дека имаше огромна фат кампања до пред само 2-3 месеци. И затоа им е мило што успеа, затоа што тоа не им успеа на американците да ја бутнат Binance само заради тоа што пропадна FTX и пропадна главниот инвеститор на нивните партии. Со тоа што гледате, имате ова е стандарден фат. Вели моментално значи самата анализа техничка покажува дека коинот на Binance е ист како Terra Luna пред падот. Добро, што ова е коинот на Binance, ова е Terra Luna, така. Што ова е од кога? Од 18 декември, така. Еве го коинот на Binance. Значи, не само што не падна, туку моментално има најдобра корекција од сите коини на пазарот. Еве да ви покажам. Значи, за разлика од останатите корекции кои што ги имавме, значи он се коригираше само 73 односно 74%. Дури биткоин се коригираше повеќе од него. Сите останати токени се коригираа од 90 до 95%.
Така да, еве ви го Binance и вие погледнете дали Binance успешно е кампањава предизвикана за да го пропадне, така. Че да не се лажеме, тоа е главната цел. Со тоа што ова се тие фат вести кои што постојано ги следиме и повторно, јас немам инвестирано во Binance, не поседувам ништо во Binance, но како централизирана моќ надвор од Америка, која што буквално им боде очи, мене ми се допаѓа што постои затоа што на некој начин ви дава независност да може да финансирате во Binance без при тоа да може тоа да биде директно следено или на некој начин контролирано од страна на американците, што мене многу ми се допаѓа. Еве, прост пример. Значи, моментално истата ситуација. Binance процес 346 милиони на бит злато, кое што моментално ја, нели, колапсија, русинот, нели, она 10 пати кажа дека русин бил тој што го апсиле, пошто тоа е многу битно сега, нели. Значи, пазете, 346 милиони, така. Ако погледнеме на дневно ниво, значи само да ви покажам на дневно ниво колку моментално она што го гледавме овде, значи само да видам каде беше тој податок и да погледнеме колку е ова битно за Binance. Ева. Значи Binance на дневно ниво има повеќе од 3,5 милиона трансакции. Со тоа што ако се сеќавате кога гледавме во однос на тоа колку моментално се процесира во 24 часа, само да го најдем тој дел, затоа што е многу битен во оваа ситуација, нели, да се види уствари колку е ова битно, дали уопште е ова битно. Значи, ева сега. Кога ќе ги погледнеме по 24, значи пази, на дневно ниво волумен од трансакции е 10,4 билиона. 10,4 билиона, така. И сега пазете веста, значи 10,4 билиона со колку рековме дека има трансакции? 3,5 милиони трансакции, така. Наеднаш пазете веста. 346 милиони биле процесирани преку Binance. Binance не ни знаел дека ова минало преку нив. На Binance ова е некоја маленска точка на радарот што уопште не била ни приметена. Исто како што никој не знае која ли оваа менувачи се некое петилјадито место што они го направи, ако не знам кога да го фанале, страшна работа. Американци се драма. Како и да е. Значи, оно што сакам да го кажам, ова е факт. Сега, например, некој што не го познава овој, кој што не ги познава овои податоци, кога ќе го погледне ќе си рече, леле, Binance и ваму ли бил замешан? Кој е замешан? Вие не може ли да знаете? Секаква будала со обична лична карта може да направи, нели, да направи ваша профил на Binance и доколку го ставите адреса, ви имате до, ако не се лажам, 100 или 200 илјади, колку беше лимитот за withdrawal и за нели, депозит. Тоа што ако сте компанија ви се дава огромен лимит за ова. Така да, верувам дека ова било само некоја нормална трансакција помеѓу Binance и кој да ова бит злато кој што толку ја, нели, ја посраа. Значи, идејата е во целата оваа ситуација дека се обидуваат да го отцрнат, а Binance моментално се држи перфектно. И да не заборавиме, нели ова не е заборавено, исто така декември 2012, дека наводно значи, нели, во Мурика, нивните DOJ, Department of Justice, односно Министерството за правда и останатите будали, уште размислуваат дали треба да го обвинат Binance. Зашто? Затоа што не ви одговара, затоа што не е на ваша територија. Чи страшна работа. Моментално тоа што се прави на Binance е само зошто како смее да има некој толку пари и да биде толку, да речем, голем во криптосферата, а да не е на американска територија. Жално. Значи, морам веднаш да се уапсаците. Ете, тоа е тоа што сакам да ви го кажам, значи на крајот од денот, дури и во оваа сфера, иако е мала, ќе гледате колку едноставно тие големи играчи се уште се замешани. Не го прават они воа за џабе. Значи ова е направено со причина, така. Така да на крајот од денот затоа и велам. Не поседувам ништо од Binance и не планирам да поседувам, и посебно не планирам да оставам некаков тип на коини и токени таму, затоа што овој фат порано или подоцна може да се случи еден ден и да им успее. Без разлика колку е голем Binance и колку да им се големи нивните ковчези, со оглед на фактот дека го имаат најголемиот биткоин wallet. Само да погледнам која беше неговата големина, топ 100. Значи Binance го има најголемиот, после нели не го рачунаме на Grayscale, со оглед на фактот дека не е нивни, ова е исклучиво на Binance. Значи на Binance има 248.000 биткоин, со тоа што имаат уште еден од 127. Што значи дека заедно поседуваат некаде повеќе од 350-360.000 биткоин. Така да Binance има голем ковчег за војна. Ако некој му текне да војува против нив, се надевам дека тоа ќе биде Америка со цел да биде поразена. Со оглед на фактот дека Binance на вистина сега за сега се држи одлично. Сега, на техничката анализа, оно што можеме да погледнеме е дека за разлика од останатите коини и токени има најдобар перформанс во овој bear market, со тоа што уште само да погледнам дали ова на исто ниво. Да, на исто ниво, имаме double top. Значи, еве гледајте.
Моментално, за разлика од останатите коини и токени, само 73,5% се коригирал во овој bear market, што е одлично. И моментално се наоѓаме во овој голем триаголник, оваа голема триаголна формација. Зошто кажувам триаголна? Со оглед на фактот дека оваа долна линија потекна уште од првиот момент кога истиот експлодирал, и гледаме дека истиот моментално се наоѓа точно, можеме на неделно ниво да го потврдиме. Значи гледате, оваа тренд линија е точно од оваа точка преку овој бран, корекцијата која што има во 2020 година, значи самиот COVID колапс, и потоа имаме повторна експлозија и сега моментално корекцијата е точно до оваа граница, оваа тренд линија, можеме тоа да го погледнеме многу подобро на неделно ниво. Значи гледате овде. Значи имате почетокот, каде што имаме солидно движење по оваа тренд линија, имаме корекција на истата, ова е COVID, затоа и не го рачунаме, но гледате овде. Точно, значи имаме корекција над после COVID, имаме точно завршуваат сите свеки до самата тренд линија за конечно да имаме повторно допир во еден наврат и втор обид, како и да е, но тоа е оно што моментално го гледаме како тренд линија која што и понатаму ќе одржи биткоин BNB нагоре, значи очекуваме дека ќе оди нагоре. Сега интересно е тоа што истиот моментално има и горна тренд линија, која што моментално во неколку наврати е одбиена, ова е веќе трет пат како е одбиена, и останува да видиме што понатаму ќе правиме со истата, со тоа што мораме уште една работа битна да кажеме, тоа е дека BNB се наоѓа над bull market за powerbandот и дека моментално прави ретест на истиот. До сега имаме 1, 2 неуспешни, ова е трет, ќе видиме дали ќе биде успешен, доколку очекувам пробивање надвор од оваа триаголна формација, а тоа би значило и многу солиден раст во следниот период. Со тоа што целата оваа движење на цената се наоѓа во истиот канал уште од самиот почеток, со тоа што гледаме дека многу ретко е над под, но ово е тој канал во кој што моментално цената се движи, и гледаме дека горната граница на овој канал, доколку истиот продолжи понатаму во следниот bull market, значи во најбрз може релка негде околу 1600 до 1800. Еве, сега ова е, да речем, до мај, но не верувам дека ќе стигне таму. Но сакам да кажам дека доколку се придвижува нагоре кон горната граница на овој канал како претходно, сега се наоѓа во тој рендж од 1600 до 1800 во следниот период. А замислите колку ќе биде потоа ако уствари се обиде да го достигне овој канал во следниот bull market. Но нели, ова е само техничка анализа, мораме да видиме како се тоа ќе се движи со оглед на фактот дека тоа зависи од многу работи. Зависи од тоа дали ќе успеат на пример во ZK BNB, зависи од тоа како истите ќе се покажат во следниот bull market, но сега за сега Binance до сега значи нема промашај. До сега Binance во секој bull market бил бог и батин. Така да очекувам тоа да продолжи со оглед на фактот дека реално нема компании кои што на вистина може да му застанат на патот. Првата што може да го направи тоа е Coinbase, но Coinbase не гледам со оглед на фактот дека е исклучиво базирана во Америка и има 99% практично американска клиентела. Binance го има целиот свет. Така да нели, тоа е тоа што го раздалечува од останатите и мене тоа ме радува со оглед на фактот дека пак ќе кажеме децентрализиран од онаа западна глупава моќ. Сега, во однос со техничката анализа поразговаравме зрелост на пазарот со оглед на фактот од 2017 мислам дека тоа е многу јасно. Активен roadmap, знаете и сами, ZK BNB е најбитната работа која што мора да направат овој во оваа година и понатаму нели ќе видиме ако нешто ново најдеме. Сега, вести за проектот прилика беа тие. Јас друго не успеав да најдам нешто посебно. Партнерства, значи реално за партнерства ја мислам дека Binance нема со кого не е партнер. Значи моментално нема некој од проектите кој што не е партнер со Binance и дополнително затоа ви покажав дека на BSC блокчейнот имате скоро поголемиот дел од големите проекти кои што веќе имаат направено свој бридж, односно свој токен на самиот BSC мрежа, така да имате тоа превид. Сега, затоа и реков, се уште Америка сонува за тоа да го обвини самиот газда на Binance за нешто, значи само да најде начин како да направи фат, да го докачи, но сега за сега неуспешно. Пробаа дека наводно он го предизвика падот на FTX и се уште се држи до таа теза, дека наводно со неговото испаѓање на вакви како да кажем клучни информации, фактички зошто смее да каже, како смее да каже на останатиот свет дека FTX прави глупости. Тоа е страшна работа и моментално тоа е еден од главните причини поради кои што Binance е крив за тоа што пропадал FTX. Замислете. Значи тоа е исто како сега, значи тоа е не е тоа прв пат. Америка така функционира. Например, Джулиан Асанж е крив зошто Америка убивала цивили во Ирак. Значи не Джулиан Асанж ги носи овие докази,
и таа комуникација помеѓу нивните говеда, дека нели моментално имаме буквално, значи за тоа нашите Словени ги гонеа во Хаг. Ама за Америка тоа не важи, така? Затоа што убивале цивили. Истата ситуација со Сноуден. Значи Сноуден излегува со информација дека Америка го користи софтверот и нели технологијата со цел да без никаков налог шпионира секој кој што ќе им падне на памет. И сега на Сноуден е проблем. Значи Сноуден се обидуваат да го екстрадираат заедно како и Асанж со цел да ги казнат зошто обелодениле дека они прават нели криминал. Истата ситуација и со Binance. Како смеел CZ да испадне и да каже дека FTX прави моментално криминал? Значи затоа FTX пропаднал, иначе онда ако не кажел FTX ќе бил супер. Ете, тоа е логиката на Мурика, како и секогаш нормално. Уште малко, нема да ги има. Скоро се ближи крајот. Доаѓа Кина. Но бидете препазливи, затоа што во било кое време може ова да се активира, верувајте ми, со оглед на фактот дека тие гомна, навистина значи и сигурно собираат и поседуваат податоци со оглед на фактот дека нив и понатаму не им се допаѓа фактот дека BNB има толку голема моќ, поседува толку многу биткоин, а не е во нивни раце, така да имате го тоа превид. Coinbase е комплетно нивно пијунче. Може да прави само тоа што ќе му се каже со оглед на фактот дека Coinbase е практично поседуван од DCG, а DCG е практично, нели, стандардни TradFi гангстери, така да, нели, имајте го тоа превид. Но Binance, со оглед на фактот дека не поседуваат ништо, тоа има проблем. Следно, тип на блокчейн, кажавме, POS, објаснеме 21 валидатор, за жал, доста е централизирано, но во секој случај, нели, сега за сега функционира без никаков проблем. До сега јас не сум чул за многу напади или за некои падови, или било каков тип на проблем со однос сигурноста на овој блокчейн, и не верувам дека ќе има, со оглед на фактот дека е еден од најголемите менувачици, нема да го дозволи тоа. Сега, во однос, ова е можеби една од најдобрите работи за BNB токен. Значи, иако колку повеќе расте самиот BNB, BSC блокчейн и BEP20 токените, толку повеќе ќе расте и употребата на BNB, а колку повеќе расте употребата на BNB, толку повеќе цената негова ќе расте. Каде е уште една многу добра работа која што моментално ја прави Binance за својот токен? Значи, самиот токен, уште на почетокот на самиот ICO, бил фактички дистрибуиран вака. 40% останува за тимот, 10% е даден на оние. Тоа е она што ние го сакаме. Значи, ова е правилниот момент на да бидете оние pre-sale, seed round, но ова се случува само на, како што кажам, accredited investors, и се случува само на одредени личности кои што, верувајте ми, многу добро се познати на јавноста и, нели, ви приоѓа директно ваков тип на големи проекти, да го сакате да инвестирате во, нели, seed round, односно во почетниот капитал. Со тоа што дополнително и 50% од овој токен е продаден на, нели, своите клиенти, на својата менувачница. Значи 100 милиони BNB се продадени фактички, значи имаме 200 милиони. 200 милиони е максималниот supply моментално на BNB, со тоа што на Burnout ми покажува малку повеќе, 202, но, нели, главно е 200 милиони токени постојат од BNB. Сега, сакале ви или не, но почетната цена на овие 100 милиони која ја продавале на public sale е 15 центи по BNB токен. Имајте го превид тоа. Значи 15 центи платиле за BNB, а моментално цената на BNB е $305. Сега, а беше и 600. Значи претходниот all-time high ни беше 686. Со тоа што, гледате, дури и била 0,03, значи 4 центи била најниската вредност. Тоа претпоставам дека се овие angel investors, што не се тие кои што не може да бидеме ние, за жал, моментално така функционира тоа. Сега, значи гледате го, 15 центи биле кога истото се продава на луѓето кои што моментално биле во тоа време активни на Binance, на менувачницата, со тоа што со ваквата продажба успеа да соберат $15 милиони. Сега моментално $15 милиони, ја верувам дека Binance троши за тоалетна хартија. Сега, значи во оваа слика што можеме да видиме? Вели вака, моментално, значи каде е најдобриот дел во оваа ситуација? BNB има свој burn механизам, односно можеме да видиме дека гледате колку по 2 милиона BNB се горат моментално на отприлика 2 милиона на еден квартал. Значи на секои 3 месеци отприлика 2 милиона BNB се горат. Со тоа што како се прави тоа, значи на секои 3 месеци фактички гледате го, сега многу интересна работа.
по 10% од се што моментално е направено профит, значи 10% од профитот на Binance, го одвојуваат на страна и самиот Binance ги откупува своите токени назад. Што е многу позната работа кај традиционалните компании, каде што значи компаниите самите по себе ги купуваат назад своите акции кои што ги издале со цел да ја зголемат нивната вредност. Значи колку повеќе акции имате, толку помала е вредноста и обратно. Така да и во оваа ситуација. Значи Binance преку овој burn механизам, он со 10% од својот профит постојано купува назад BNB токени кои што ги гори постојано, со тоа што имаме прилика 2 милиони токени на квартално ниво се горат. Сега, целта каде е? Значи, моментално истиот се обидува да дојде до ситуација каде што ќе има само 100 милиона. Значи, сака да го изгори половина од моменталниот supply на BNB, сака да го изгори, со цел да ја намали и инфлацијата и да зголеми вредноста на самиот BNB токен. Сега, тоа е еден од оние механизми кои што многу помогна на овој коин да не се коригира повеќе од она што се очекуваше, со оглед на фактот дека постојано неговиот supply се намалува. И сега моментално, значи гајде, 44 милиони се веќе изгорени. 44 милиони. Во циркулација имаме 157. Значи уште малку како трнало за неколку квартали, значи да речем за година дена, вие ќе имате 1/4 од BNB токените извадени од циркулација. И значи ако вака продолжи, зарачунајте дека на тој начин многу ја намалуваат нели самата количина на токенот, а со тоа и дополнително помагаат за растење на цената. Значи стандардно правило на економија, оној supply and demand, колку помалку имаме одредено добро и колку повеќе истото се намалува, толку повеќе вредно на пазарот и поради ова гледаме дека цената дури и пазарот да мирува, цената ќе расте со оглед на фактот дека се повеќе и повеќе неговиот supply се намалува. И сега значи BSC Scan е уствари BNB Explorer-от, каде што може сите оние токени кои што моментално ги има на BNB на BSC chain-от да ги најдете и нели да следите трансакции, да следите децентрализација и слично, со тоа што да погледнеме каква е ситуацијата со BNB во однос на неговата децентрализација, значи гледаме дека најголем дел од токените моментално ги поседува самиот Binance. Односно, гледате, 33% на hot wallet на Binance. Wrapped BNB, односно тоа се токени кои што се пратени со капитал на друга вредност, значи да речеме пример се пратени на Ethereum или на Cardano или на некоја друга да речеме на друг блокчейн, со тоа што овие се заклучени токени, значи 15,6% имаме заклучени BNB затоа што се како капитал пратени на друг блокчейн. И сега гледате, овде се е Binance, значи гледате. Сега ова не знам точно што е 5%, но повторно и ова е претпоставувам нешто од не сум сигурен. Ова може да е приватна адреса, но понатаму до оваа адреса се е собственост на Binance. Со тоа што првата адреса која што потенцијално е на не, ова е исто така dead, не знам што е. Како и да е, ова е нула адреса, така да гледате и сами дека ова е нешто што едноставно овие токени не може да бидат вратени назад. Ова е првата адреса. Значи 0,69 е најголемата адреса која што моментално поседува од целокупниот токен. Значи бројот на токени е 0,69%. Толку има најголемиот кој што веќе поседува, така. Што е ништо. Значи вие со 0,69% од овој токен не може да направите никаква манипулација на пазарот, освен овој кој што не сум сигурен, ако некој знае што е ова Venus V BNB токен, слободно пишете во коментар, затоа што јас би сакал да знам, но како и да е. Имаме целосна децентрализација, значи луѓе кои што моментално посетуваат BNB токени немаат повеќе од 0,69 и натаму гледате колку помалку е количината која што поседуваат во BNB, но ќе напоменам уште еднаш. Главно BNB се користи и повторно се уште е заглавен на самата Binance затоа што истиот се користи како за физ, така за награди, затоа истиот моментално го имате во волку hot wallet-и. Hot wallet, односно тоа се wallet-и кои што постојано може да биде, значи знаете сами, cold wallet представува hardware storage, значи како што е на пример Ledger или Elipal или што и да е. Hot wallet представува онлайн wallet кој што моментално да речеме е или некаков тип на add-on, или пак е стандарден, не знам, free wallet. Со тоа што нели Binance има свој hot wallet и таму ги чува моментално овие големи количини на BNB, со тоа што јас верувам дека овие се за директно нели користење на самата берза. Значи од берзата за самата берза. Така да тоа е генерално во главно
каде моментално е децентрализиран на овој токен и да видиме дали нешто од тоа моментално сме да речем изгубиле. Да, 40% од овој токен е поседен од самиот тим, но знаете и сами дека ова не е стандардна ситуација како кај останатите коини и токени, затоа што овдека станува збор за менувачница и за governance токен. И уште еднаш ќе напоменам, да, може е заработка со овој токен, но јас искрено не го препорачувам со оглед на фактот дека купете колку ви е потребно, че ова не е финансиски совет, треба сами да одлучите, купете колку ви е потребно. Ако имате некоја потреба да пример учествувате на лаунчпад или ви е потребен за не знам да користите некој пул или што и да е, но јас искрено не гледам причина да поседувам BNB, освен можеби некоја мала количина за трансакции за што и да е. Во секој случај е голем ризик со оглед на фактот дека е директно поврзан со самата судбина на менувачницата, а знаеме и сами дека најголем непријател на Binance е и секогаш ќе биде Америка, така да ова, што овдека моментално не постои, може многу лесно да се смени. И во првиот момент кога ќе имаме некоја кривична или судска, да речем, процедура против Binance, верувам дека голем дел од оваа капитализација може да си отиде од оваа платформа, иако е најголемата. Значи, некогаш не знаете, затоа јас се држам понастрана од централизирани платформи, иако ми е потребно нешто, го правам тоа брзо, правам размена и се враќам на своите cold wallet-и, затоа што нема ништо посигурно тоа да ги поседувате клучевите од вашето крипто во сопствени раце. Така да бидете предпазливи, BNB навистина нуди некој потенцијална заработка, но јас би се одржал лимитирано на овој коин, колку и да е потенцијално голема заработката, ризикот дека нешто може да се случи во менувачницата со оглед на фактот дека многу очи моментално ја гледаат е поголем од тоа да би ризикувал дел од своето портфолио и да изгубам затоа што на Америка и текнало дека треба да оди против Binance по секоја цена. Поради оваа причина јас би се држал понастрана, барем тоа е моје мислење, останува на вас, вие одлучите што ќе правите за вашето портфолио, како што кажа, на крајот од денот секој е задолжен за менаџирање на ризикот на сопственото портфолио. Така да ви благодарам, се надам дека како и секогаш ви се допадне и овој проект, значи ова е еден од многуте проекти, останува да го изработиме и Трон, со цел да го завршиме вториот дел од она гласање кое што го имавме, и понатаму нормално продолжуваме со следните 4 токена кои што веќе може да ги најдете на гласање, како на нашата страна, значи на нашиот community tab на YouTube, може да го најдете делот со гласање на новите 4 коини. Само чисто да погледнете за што станува збор. Значи моментално имаме нови 4 коини кои што ќе ги работиме во следниот период, нели од кога ќе завршиме Трон, со тоа што се уште чекаме гласањето да заврши за да можеме да одлучиме нели според гласовите кој од овие ќе биде прв, и дополнително исто гласањето мислам дека се уште е отворено и на групата Криптовалути Македонија. Значи еве ги следните 4. Имаме Stellar, Quant, Litecoin и Monero, со тоа што Litecoin е доста битен со оглед на фактот дека ова лето имаме халвинг за Litecoin, затоа и сакав да го обработам што побрзо. Нели, знаете и сами, наспроти Bitcoin, халвингот на Litecoin е една година пред Bitcoin халвингот, така да тоа е една многу битна работа која што може да предизвика памп во следниот период, но нели повеќе за тоа кога ќе стигнеме до него, како и секогаш, значи останува нели да продолжиме и понатаму активно да работиме. Се надеваме дека ќе успееме да го направиме видеото со подкаст овој викенд. Во секој случај знаете и сами дека ќе добиете прашање на време, во само дека добиете вести и да се надеваме недела подкаст и понатаму продолжуваме со стандардна работа. Верувам дека после тоа ќе биде Трон. Така да ви благодарам, продолжуваме и понатаму како секогаш. Иако е досадно, морам да го повторам, значи како што гледате и сами, материјалот е целосно бесплатен, трудот е целосно исплатлив со оглед на фактот дека заедницата многу ни се допаѓа и работи заедно со нас. Единствено што бараме од вас е бидете наша реклама, доколку ви се допаѓа нашата работа, слободно кажете на некој кој што би сакал да научи за крипто секторот, со оглед на фактот дека на вистина е одлично време да се научи, се наоѓаме пред следен бул маркет, а уште повеќе се наоѓаме пред јас мислам дека сме доста блиску до регулатива на глобално ниво на крипто пазарот, како и целосна прифатеност и да речем